Старов, додека за екипата на Брегалница ќе настапат Петровски, Георгиевски, Митрев, Стојанов, Ацковски, Наумов, Николовски, Османовски, Додев, Бакрачевски и Дарко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери кај Слога Виница се Јамаковски, Темелков, Димитров, Момировски, Спасевски, Ѓоргиев и Гаврилов, додека резерви кај Брегалница се Денковски, Шоповски, Кудјан, Наумовски, Манев, Мирчевски и Кудев. Капитен на Слога Виница Иван Митров, додека капитен на екипата на Брегалница е Ристе Наумов, шеф на стручниот штаб на Слога Виница е Крсте Крстев, додека шеф на стручниот штаб на тимот на Брегалница од Штип е Маријан Секуловски. Ја следиме првата минута од надпреворот, во напад се фудбалерите на Слога од Виница со број 10, тоа е Иванов, Бојан Иванов. Тоа е прекршок, фулиран беше, ми се чини, Дарко Стојанов, фудбалерот со број 25. Не, сепак тоа беше Анđело Николовски. Стојанов ќе го изведе слободниот удар. Топка кон средината на теренот, избиен од капитенот Иван Митров. Ацковски, греши Ацковски со број 17, тоа е Андреј Коцевски. Аут за Брегалница, Анđело Николовски ќе го изведе кон капитенот Наумов, со глава Ристе Наумов. Сега Анес Османовски во борба со Иван Митров, фаулира Османовски, Митров фаулиран. Коцев ќе го изведе слободниот удар, одбранбениот фудбалер на Слога од Виница, кој заедно во таа дефанзивна линија е со Богдан Велиновски, играчот со број 5, висока топка на Коцев. Таму е Бакрачевски. Сега со број 7 тоа е Мартин Стојанов, кон Османовски. Тоа ќе биде аут за Брегалница. Не, сепак фаул. Антонио Митрев кон капитенот Наумов во борба со Коцев. Коцев успешен во овој дуел. Сега Османовски на висока топка. Огнен Лазаров таму. Иван Митров фаулира. Фаулиран Митров од Анес Османовски. Неколку прекини гледаме на стартот. Играта се движи на средината на теренот повеќе. Во тека четвртата минута. Ево Коцев. Тога топка на Коцев. Кон Бујчевски, центарфорот на Слога. Меѓутоа лесен плен за голманот Илче Петровски. Петровски кон Дарко Стојанов. Искусниот Стојанов кон младиот Анđело Николовски, кој што игра на левата бековска позиција. Николовски кон Додев. Меѓутоа Додев греши и топката излегува во аут за Слога. Со број 17, тоа е Андреј Коцевски. Ево Коцевски кон Иванов. Греши сега Иванов. Научи Бакрачевски. Ристе Наумов. Сега греши Наумов. Дуел меѓу Бакрачевски и Иванов и фаулира Бојан Иванов. Тоа ќе биде фаул за Брегалница, веднаш изведен од страна на Бакрачевски. Бакрачевски кон Митрев. Митрев па Дарко Стојанов. Стојанов кон Додев, меѓутоа неуспешен пас. Со број 5 Велиновски интервенираше. Коцев сега. Повторно долга топка на Коцев. Овој пат кон Илиев. Сега шанса за Илиев, меѓутоа сакаше да проигра Илиев, неуспешно го направи тоа и топката е Илче Петровски. Подршка имаат фудбалерите на Слога Виница од малобројната публика која што се наоѓа на
градскиот стадион во Виница. Поради ковид мерките се уште нема публика на стадионите ширум Македонија. Ево Ацковски, Дарко Стојанов, до Додев, еден од подобрите поединци е Додев во овој есенски дел за тимот на Брегалница, кој што е лидер на табелата со 39 освоени бодови, 5 повеќе од екипата на Тиквеш која што се наоѓа на втората позиција. Екипата на Слога се наоѓа на четвртата позиција со 20 освоени бодови по 15 одиграни кола. Ево го, Анджело Николовски сега. Ќе биде тоа центаршут на Николовски на втората статива, одличен центаршут. Сега шанса за Османовски, меѓутоа не успеа. Премногу млако, лесен плен за голманот Јовановски, кој што веднаш шири до Андреј Коцевски. Сега долга топка на Коцевски. Кон Пановски таму, меѓутоа непрецизно. Враќа Мартин Стојанов кон десниот бек на Брегалница Ѓоргиевски. Ѓоргиевски кон Митрев. Кристијан Ацковски сега. Долга топка на Ацковски кон Дарко Додев. Брз е Додев, меѓутоа и сепак не успеа да ја стигне таа топка. Голманот Јовановски ја препушти да излезе во голаут. Тоа ќе биде топка за тимот на Слога. Во теке 8-та минута од мечот, се уште без некоја поконкретна шанса и акција на овој надпревар. Резултатот се разбира е оној почетниот 0:0. Јовановски ќе го изведе овој удар. Дегажира Јовановски, меѓутоа Бакрачевски интервенира со глава, сега со број 17 Коцевски беше тоа. Ристе Наумов во дуел таму со Богдан Велиновски, една сега долга топка. Коцев, повторно Велиновски и Наумов во дуел, овој пат поуспешен Ристе Наумов, дали ќе стигне таа топка Дарко Додев, сепак не. Аут ќе биде тоа за Слога од Виница, за фудбалерот со број 17 Андреј Коцевски. Коцевски кон Иванов. Се гради Иванов. Добро решение сега. Огнен Лазаров сега со број 30 кон Александар Илиев. Пановски, ја прими таа топка Пановски. Успеа да ја загради и повторно топката е до Пановски сега. Меѓутоа одземена Бакрачевски, Ацковски. Недоразбирање сега Ацковски и Османовски, меѓутоа повторно Ацковски сега Ристе Наумов кон Анес Османовски, сега шанса за Брегалница. Османовски, меѓутоа не успеа да сврте таа топка кон напаѓачите на Брегалница и тоа е само лесен плен за голманот Ѓорги Јовановски. Небрзо Јовановски, чека неговите играчи да се наместат на своите позиции. Сега лош дегажман на Јовановски, меѓутоа срекна топката доаѓа до Иван Митров. Митров шири кон Андреј Коцевски сега. Коцевски по десната страна повлекува, дали ќе има центаршут таму, меѓутоа многу лошо го прави тоа Коцевски. Топката излегува во голаут за Брегалница за голманот Илче Петровски. Рипна таа топка и незгодно ја зафати Андреј Коцевски. Не успеа да упати центаршут. Петровски кон Наумов, таму сите долги топки одат кон Ристе Наумов кој е одличен играч со глава, го доби овој дуел, меѓутоа фаулиран Дарко Додев. Додев ќе го изведе тој слободен удар, тој е задолжен за изведувањето на овие прекини, за корнерите и за скратените корнери. Во 16-тникот на Слога се 5 фудбалери на Брегалница, го гледам таму и Дарко Стојанов од одбраната, и Бакрачевски, Ристе Наумов се разбира. Центаршут на Додев кон Бакрачевски на втората статива, сепак Наумов.
во дуел таму. Сега шанса за Мартин Стојанов, далеку има 1:0. 1:0, шанса и погодок за Мартин Стојанов. Сега се бунат фудбалерите на Слога Виница, барат офсет, меѓутоа немаше офсет, чиста ситуација беше тоа. Мартин Стојанов, одличен потег беше тоа и шанса за Брегалница и погодок за Брегалница. Тоа беше чиста ситуација. Остана еден од одбранбените фудбалери на Слога од Виница, ми се чини дека беше тоа играчот со број 11 Благојчо Коцев, и Мартин Стојанов непречен од никого постигнува погодок за водство на Брегалница од 1:0, 12-та минута. Мартин Стојанов 1:0 води Брегалница. Продолжува на преворот Иван Митров. Во дуел со Ацковски, Ацковски пуспешен, сега нема фаул. Еве го Ристо Наумов сега, шири кон Баграчевски, далеку има 2:0, сепак интервенција на Јовановски, нова шанса сега и интервенција повторно на Јовановски. Во вториот обид се обиде Мартин Стојанов, стрелецот на погодокот, меѓутоа повторно добро интервенира одбранбените фудбалери на Слога. Овој пат со број 11 Благојчо Коцев ја изби таа топка во последен момент и спречи водство на Брегалница од 2:0 на спротивната страна. Прекрашок за Слога на некои 20 на метри од голот на Илче Петровски. Гледаме еден динамичен надпревар на самиот почеток по почетното испитување на силите првите 10 минути. Сега Мартин Стојанов го отвори резултатот, потоа веднаш нова одлична шанса за Брегалница. Ја расчисти опасноста Коцев и сега на спротивната страна Иван Митров ќе изведе слободен удар. Ќе биде тоа опасност. 6 фудбалери на Слога во 16-тникот, таму е високиот напаѓач Антонио Бујчевски со број 14. Капитенот Митров ќе го изведе слободниот удар. Митров на втората статива, меѓутоа Петровски интервенира малку неспретно и ја избива топката во корнер за Слога. Можеше и да ја остави таа топка, меѓутоа не препушти ништо на случајност. Илче Петровски ја изби топката во корнер за Слога. Сега Митров, добар пробив на Митров по десната страна, центар шут, шанса за Слога. Еден шут сега. Тоа беше шанса за Иванов, фудбалерот со број 10, меѓутоа одбиена од страната опасноста и продолжува притисокот на Слога по примениот гол. Сега слободен удар ќе биде тоа за тимот на Слога од Виница. Притисна играчите на Слога овие 2-3 минути по примениот гол. Слободен удар, некаде на 23-4 метри од голот на Илче Петровски. Покрај топката се наоѓаат Коцев и Иванов. И двајцата фудбалери шутираат со левата нога, ќе видиме кој ќе го изведе слободниот удар, меѓутоа ми се чини дека тоа ќе биде Бојан Иванов, фудбалерот со број 10. Сепак да почекаме. 5 фудбалери во живиот зид на Брегалница. Го Иванов. Удар само во живиот зид. Дарко Стојанов ја изби таа опасно, сега Коцев шири. Меѓутоа Мартин Стојанов ја пресече топката и сега тоа ќе биде шанса за контранапад. Дарко Додев во нападот на Брегалница се тројца фудбалери, еве го Ристе Наумов кон Додев, меѓутоа неуспешен пас. И сега фаулиран Андреј Коцевски, играчот со број 17, и ќе биде тоа прекрашок за Слога. Дотека 15-та минута, а ние во 12-та минута го видовме единствениот гол на овој надпревар. Сега за сега погодокот го постигна Мартин Стојанов. Ево го Стојов кон Велиновски. Велиновски долга топка напред кон Бујчевски. Интервенција на Митрев. Еве го Бујчевски. Бујчевски добар потек до Стојов до Иванов. Иванов сега пасна. Иванов меѓутоа непрецизен со број 13 Илиев е тоа шут сега и преку голот. Александар Илиев, добар удар, меѓутоа преку голот на голманот Илче Петровски.
продолжува доминацијата на Слога од Виница овие минути. Неколку полушанси. Ево, гледаме тој удар. Преку голот биеше Илиев. Инаку Брегалница е веќе есенски шампион, со оглед на тоа што ова е последно коло од есенскиот дел. 16-то коло, како што кажав, има 5 бода предност во однос на екипата на Тиквеш од Кавадарци и се разбира доколку победи на овој надпревар екипата на Брегалница ќе се зацементира на првата позиција во пресрет на пролетниот дел. Сега прекрашок за Брегалница ќе биде тоа. Инаку на останатите надпревари денес играат Саса Кожув, Китго Плачковица, победа Тиквеш, Росомо Носогово и во Виница Слога Брегалница. Резултатот овде е 0:1, води екипата на Брегалница. Сега слободен удар за Марти Стојанов, ми се чини дека ќе биде тоа. Добра шанса сега за Брегалница да го зголеми водството. До топката се Стојанов и Додев, меѓутоа ми се чини дека Мартин Стојанов ќе го изведе слободниот удар. Наместен живиот зид од страна на голманот Ѓорги Јовановски. Ево Стојанов. Удар на Стојанов, меѓутоа топката закачи еден од фудбалерите кои што се наоѓа во живиот зид и излегува во корнер за Брегалница со број 30 Огнен Лазаров, последен играч со таа топка. Сега корнер за Брегалница, задолжен за корнерите фудбалерот со број 21 Дарко Додев. Има добри скокачи играчите на Брегалница, Ристен Алов пред се, тука е одбранбениот играч Дарко Стојанов. Сега на првата статива расчистува Митров, меѓутоа Ацковски и сега шанса за контранапад на Слога. Коцевски. Долга топка на Коцевски кон Александар Пановски, меѓутоа непрецизно беше тоа и Пановски не успеа да стигне таа топка и тоа ќе биде аут. За Брегалница во меѓувреме еден од фудбалерите на Слога се жали на повреда, ми се чини дека тоа е фудбалерот со број 10 Бојан Иванов. Ќе му се укаже лекарска помош. Не успеав да видам што е проблемот, меѓутоа да се надеваме дека не е ништо сериозно. Се чини дека доби удар по главата Иванов. Судијата Александар Ставрев не досуди прекрашок и продолжува играта. Станува Иванов. Ќе го продолжи преварот, се разбира. А тоа ќе биде аут за Бојан Ѓоргиевски таму по десната страна за Брегалница. Ѓоргиевски, Ристен Наумов и повторно сега аут за Брегалница. Во меѓувреме Иванов се враќа во игра. Ѓоргиевски, повторно кон Наумов, успешен во тој дуел Лазаров. Наумов кон Марти Стојанов, во дуел со Коцев. Сега Иван Митров фаулиран. Добро е загради топката Митров, беше фаулиран и тоа ќе биде слободен удар за тимот на Слога. Капитенот на Слога Виница Иван Митров имаше одлична кариера, играше во повеќе прволигашки тимови. Играше и за Штипска Брегалница, беше еден од низините најдобри поединци во периодот кој играше. Еве сега на залезот од кариерата во тимот на Слога од Виница. Продолжува мечот Ацковски со глава до Наумов. И сега ми се чини дека е фаулиран Наумов од Благојчо Коцев, токму така Ставрев досудува слободен удар. Ова ќе биде навистина голема опасност и сега
Анес Османовски таму во дуел со неколку фудбалери на Слога. Може би требало да го реши и со неколку жолти картони ова судијата Ставрев. Лежи се уште на тревата капитенот Ристен Наумов, кој што беше фаулиран од Коцев. Сепак станува Наумов, искусниот Ристен Наумов, веќе 39 години, се уште игра активно фудбал. Фудбалер за респект. Играше во најдобрите македонски клубови. Ристен Наумов своевидно настапуваше и во странство, во екипата на Славија од Прага. Викторија Жишков играше и на Кипар. Одлична кариера за Наумов. А на 39 години е предводник на оваа генерација млади фудбалери на Брегалница. Слободниот удар ќе го изведе Дарко Додев. Претходниот беше изведен од Мартин Стојанов, сега Додев покрај топката. Убава шанса ќе биде ово за Брегалница, доколку Додев добро ќе изведе слободниот удар. Некаде на 20 на метри од голот на голманот Ѓорги Јовановски. Го Додев. Меѓутоа, еден од одбрвените фудбалери на Слога во живиот зид ја закачи таа топка и топката излегува во корнер за Брегалница. Продолжува мечот. Сега за сега судијата Ставрев одлично суди. Се разбира, еден од нашите најдобри судии. Корнерот по десната страна за Брегалница ќе го изведе стрелецот на единствениот погодок за сега Мартин Стојанов. Стојанов на првата статива. Меѓутоа топката излегува во гол аут. Дарко Стојанов не успеа најдобро да исконтролира и тоа ќе биде топка за Слога, односно за голманот Јовановски. Во теке 23-та минута од надпреворот. Брегалница води против Слога на гостувањето во Виница со 1:0. Сега дегажман на Јовановски. Бакрачевски добро интервенира кон Мартин Стојанов. Стојанов враќа кон десниот бек Бојан Ѓоргиевски. Ѓоргиевски, Анес Османовски, сега добар пас на Ѓоргиевски. Османовски добар потек, ќе има ли центар шут таму. Меѓутоа не успеа докрај да исконтролира таа топка Османовски и само гол аут за тимот на Слога. Добро реагираше Огнен Лазаров, ја загради таа топка и остави да излезе во гол аут. Топка за голманот Ѓорги Јовановски. Јовановски дегажира. Кон Пановски таму. Меѓутоа Пановски со глава само во аут за Брегалница. Додев во дуел со Коцевски, Коцевски успешен, сега добар потек на Иванов. Топка кон Бујчевски, дали ќе стигне? Не, сепак голманот Илче Петровски добро интервенира, истрча навремено и ја собра таа топка пред напаѓачот на Слога Антонио Бујчевски. Добра интервенција на Илче Петровски. Ке биде тоа дегажман на Петровски на спротивната страна кон Наумов. Коцев интервенира со глава, меѓутоа само до Дарко Додев, се гради Додев, ја губи таа топка од Иванов. Иванов сега шанса за напад на Слога, меѓутоа Стојов непрецизно ја загуби топката. Додев, ево го Иванов, добро ја контролира топката Иванов, меѓутоа ја загуби топката и сега Митрев прави прекршок. Груп старт и жолт картон за Иван Митров, фудбалерот со број 21, капитенот на Слога. Ја бележиме 25-та минута, жолт картон за Иван Митров после овој груп старт. Врсане Османовски. Ова е и првиот жолт картон сега за сега. Сепак Дарко Додев е фудбалерот кој што се жали на повреда. Меѓународен судија со
Добра репутација е Александар Ставрев, еден од нашите најдобри судии. И можам да кажам дека добро го води на преворот по овие 25 одиграни минути. Слободниот удар ќе го изведе Дарко Стојанов. Долга топка на Стојанов сега кон Ристе Наумов. Тие долги топки сите се упатени кон Наумов, кој одличен играч со глава. Еве сега фаулиран Иван Митров од страна на Кристијан Ацковски. Ево Митров. Долга топка на Митров кон Бујчевски. Сега шанса за тимот на Стога, меѓутоа Митрев реагира таму и ја избива топката пред Пановски во корнер за Слога. А корнерот ќе го изведе играчот со број 10 Бојан Иванов. Кратка топка кон Митров. Митров во дуел таму со Додев и фаулира Додев. Тоа ќе биде прекрашок за тимот на Слога. Иван Митров и Бојан Иванов таму покрај топката, ми се чини дека слободен удар ќе го изведе Иванов сепак. Тоа е задолжен за изведувањето на слободните удари. Седум фудбалери на Слога се во 16-тикот на Брегалница. Иванов, добар центаршут, Петровски интервенира, сега Митров, меѓутоа сепак фаулиран голманот Петровски, судијата Ставрев досудува прекрашок и тоа ќе биде слободен удар за екипата на Брегалница. После таа тој слободен удар двајца фудбалери го фаулира голманот Петровски, кој се уште лежи на тревата и се жали на повреда. А на теренот се и дел од лекарската екипа на Брегалница. Се заостри малку мечот во овие 5 минути. По почетното испитување на силите, Брегалница дојде во водство во 12-та минута со голот на Мартин Стојанов, потоа имаше уште една одлична шанса на спротивната страна тимот на Слога, потоа ја презеди иницијативата со неколку полушанси и сега во овие моменти гледаме доста прекини на теренот, малку погруба игра. Во разговор четвртиот судија Никола Иванов со шефот на стручниот штаб на Слога Крсте Крстев. Еве го и Александар Ставрев таму. Се уште прекинна на преворот. Разговор помеѓу Крстев и Ставрев. Продолжува, ќе продолжи мечот, се разбира. Слободниот удар ќе го изведе голманот Петровски. Не се чини дека ќе избие топката напред. Долга топка на Петровски. Повторно кон Наумов во дуел со Иван Митров. Поуспешен Ристе Наумов, сега Наумов. Добар пас сега на Наумов таму кон Дарко Додев. Ќе свртили таа топка Додев. Додев на втората статива кон Ацковски. Голема шанса и останува 1:0. Добра топка беше тоа на Дарко Додев кон Кристијан Ацковски, кој само од 5-6 метра не успеа да погоди празната мрежа на голманот Јовановски. Продолжува во меѓувреме мечот. Убава шанса беше тоа за Ацковски. Ево. Голманот на Брегалница Петровски кон Митрев. Долга топка на Митрев сега кон Наумов.
Наумов во дуел со Велиновски. Сега Додев и Коцевски во дуел. Во последен момент Додев успешен пас до Николовски, Ацковски, Бакрачевски, сега долга топка. Сега Лазаров не успеа да интервенира, дали ќе стигне таа топка Мартин Стојанов сепак не. Ќе биде тоа гол аут за Слога и топка за голманот Георги Јовановски, кој веднаш ја додава до Богдан Велиновски. Велиновски повторно долга топка кон Антонио Бујчевски, Бујчевски во дуел со Дарко Стојанов, Стојанов со глава. Сега дуел на Османовски и Иванов. Повторно Османовски. Се лизна Османовски и загуби таа топка. Стојов до Иванов. И Иванов сега долга топка. И ми се чини дека Пановски е фаулиран, токму така фаулиран Александар Пановски и од Антонио Митрев. И повторно ќе биде шанса ова за тимот на Слога од Виница. Се уште лежи на тревата Пановски, се жали на повреда. Повеќе фудбалери таму на Слога, досега слободните удари ги изведуваше Бојан Иванов. Ќе видиме сега кој ќе го изведе овој слободен удар. Таму се Коцев со број 11, Иванов со број 10. Слободен удар може да изведе и капитенот Иван Митров. Сепак ќе почекаме малку. Пановски станува. Доби удар по главата, меѓутоа ништо посериозно. Сега ја бележиме 33-та минута и убава прилика за екипата на Слога. Коцев и Иванов. Еве го и Митров, ќе видиме кој ќе го изведе слободниот удар. Се уште Ставрев не дава знак на фудбалерите на Слога да го изведе слободниот удар. Тројца фудбалери: Митров, Коцев и Иванов. Ќе видиме кој ќе го изведе слободниот удар. И еве конечно Коцев сепак шутира. Коцев, добра шанса за Коцев, статива. Удар сега на Лазаров преку голот. Одличен удар беше тоа на Коцев, кој што ја затресе стативата од голот Милче Петровски, меѓутоа сепак имаше Петровски среќа во овој момент и многу среќа за Брегалница. Одличен удар беше тоа на Коцев, а потоа одбиената топка Лазаров не успеа да ја смести во голот на Брегалница. Шутираше високо преку голот Милче Петровски. Останува 1:0. Ја проследивме на големата шанса за тимот на Слога од Виница во 34-та минута преку Благојчо Коцев, кој одлично биеше од 20 на метри од слободниот удар. Меѓутоа стативата беше сојузник на голманот Петровски. Еве го Мартин Стојанов сега. Центар шут на Стојанов. Велиновски. Интересен надпревар гледаме во ово прво полувреме. Имаме некои од резултатите на останатите мечеви кои што се играат во втората македонска лига. Китго Плачковица 1:1 сега за сега, Каменица Саса Кожуф 1:1. Победа Тиквеш 0:0 и Росомано Соголо 0:0. Во Виница го следиме надпреварот Слога Брегалница, резултатот е 1:0 во корист на Брегалница со голот кој што го постигна Мартин Стојанов во 12-та минута. Проследивме претходно одлична шанса за Благојчо Коцев, меѓутоа послободниот удар беше погодена стативата од голот на Брегалница. Корнер ќе биде тоа за тимот на Брегалница. Дарко Додев ќе го изведе. Ево Додев кон Наумов и прекрашок. Прекрашок во напад. Фолиран беше голманот Ивановски од капитенот Ристе Наумов. Слободен удар за Слога. Велиновски. Ево Велиновски, Коцевски, Иванов, Бујчевски, повторно Иванов. Добар потек сега на Иванов, шири кон
Коцев. Коцев повлекува напред кон Стојов. Ево Стојов. Бујчевски. Андреј Коцевски, повторно Бојан Иванов. Иванов и сега лош пас на Иванов. Шанса за контранапад на Брегалница. Мартин Стојанов ја повлекува ова акција. Османовски, Бојан Ѓоргиевски сега. Дарко Додев. Додев кон Кристијан Ацковски. Ацковски ја срде таа топка кон Додев, меѓутоа не успеа Додев да упати удар. Ја расчистуваат опасноста играчите на Слога и сега шанса за контранапад Коцевски. Меѓутоа не успеа Коцевски. И фаулира Коцевски од Бакрачевски. Се смирува конечно играта, меѓутоа Митров веднаш го изведува тој слободен удар. Тргнуваат повторно во напад играчите на Слога. Митров кон Бујчевски, повторно Митров. Двојно поигрување, одлично сега. Акција беше тоа на Слога, меѓутоа Ставрев не досуди слободен удар. Митров сугерира дека тоа било прекршок, меѓутоа Ставрев сепак не досуди слободен удар. Добра акција беше тоа помеѓу Бујчевски и Иван Митров, капитенот на... Не, сепак немаше фаул. Немаше фаул. Добро суди Ставрев. Фаулиран Мартин Стојанов. Сега некако прекини во овие моменти. Повеќе прекршоци на обете страни. Ѓоргиевски. Центаршот на Стојанов, меѓутоа неуспешно. Топката избиена во аут за Брегалница. Аутот ќе го изведе десниот бек на штипските сини Бојан Ѓоргиевски. Ѓоргиевски кон Османовски, се гради Османовски. Повторно Ѓоргиевски, сега Велиновски избива таа топка. И сега топка за Слога. Илиев, напред Илиев само кон Дарко Стојанов. Стојанов сега долга топка на Дарко Стојанов кон Дарко Додев, кој е во дуел со Коцевски. Коцевски е успешен. Иван Митров сега се гради. Изнуди аут во оваа ситуација. Митров нападнат од тројца фудбалери на Брегалница. Тој ќе го изведе аутот кон Коцевски, меѓутоа лош прием на Коцевски и топката излегува во аут за Брегалница. Младиот Анџело Николовски ќе го изведе аутот. Игра на левата бековска позиција. Ристен Наумов. Наумов фаулира. Фаулиран Коцевски. Беше во дуел со Ристен Наумов. Прекршок за Слога. Иванов кон Велиновски. Повторно Бојан Иванов. Сега Шири Иванов кон Благојчо Коцев. Коцев Велиновски. Повторно Иванов. Стојов, меѓутоа лош пас на Иванов сега. Ацковски. Еве Анес Османовски. Кон Додев. Центар шут на Додев на спротивната страна. Тоа е Мартин Стојанов, шанса за удар и голема шанса сега за Османовски. 2:0, 2:0. Анес Османовски, стрелец за Брегалница. Еве ја гледаме таа акција. Шутираше Мартин Стојанов. Топката се одби од еден од бројените фудбалери на Слога и Османовски одлично реагираше во 40-та минута. Стрелец Османовски за 2:0. Остануваат уште 5 минути до крајот на првото полувреме. Брегалница веќе има убедливо водство од 2:0. Има свој шанси играчите на Слога, меѓутоа
Во оваа ситуација Брегалница имаше и малку среќа, се одби од еден од одбранбените фудбалери на Слога оваа топка, дојде до Османовски кој не пречен од никого, од само 5 метри успеа да погоди празната мрежа на голманот Ѓорги Јовановски и да донесе водство на Брегалница од 2:0. Стојов, ево го Коцев, продолжува мечот. Долга топка на Коцев кон Пановски, дали ќе ја смири таа топка Александар Пановски. Успева да дојде до неа, меѓутоа Ѓоргиевски успешен во овој дуел. Топка до Османовски, стрелецот на вториот гол за Брегалница, Мартин Стојанов. Фаулиран сега Наумов од Коцев. Продолжува мечот. Ацковски долга топка таму кон Мартин Стојанов. Ја прими таа топка Стојанов. Враќа назад кон Бојан Ѓоргиевски. Ѓоргиевски сега на спротивната страна кон Ристе Наумов. Коцевски ја избива топката. Иванов се гради во дуел со Ацковски. Сега добро решение на Иванов кон Велиновски. Велиновски напред. Бујчевски во дуел со Дарко Стојанов, успешен Стојанов во овие дуели. Одбранбениот играч на Брегалница, Ацковски, Николовски враќа кон Дарко Стојанов, Стојанов напред кон Османовски во дуел со Стојов. Османовски успешен и Стојов фаулира. Прекрашок на младиот Стојче Стојов. Фаулиран стрелецот на вториот погодок за Брегалница Анес Османовски. Бакрачевски до Ацковски, Ацковски сега кон Дарко Додев, добра топка е тоа на Ацковски. Меѓутоа не успеа најубаво да ја прими таа топка Додев и топката излегува во нов корнер за Брегалница. По левата страна ќе го изведе токму Додев. Ќе го видиме исходот од овој корнер. На првата статива, интервенција таму на еден од одбранбените играчи на Слога и повторно излегува топката во корнер. Повторно Дарко Додев. Сега кратки проигрувања на играчите на Брегалница, повторно Додев се гради таму. Аут за Брегалница ќе биде тоа. Препушта сепак Додев до оној кој што е задолжен за изведувањето на аутите по левата страна, тоа е левиот бек Анџело Николовски. Сега нема прекршок, продолжува играта и Митров избива оваа топка во аут. Тоа ќе биде аут за Слога. Закача еден од фудбалерите на Брегалница таа топка. Аут за Коцевски. Избива напред Коцевски. Пановски кон Митров. Митров сега долга топка, одличен пас таму кон Лазаров. Успеа да ја сврти таа топка Лазаров, меѓутоа Стојанов добро интервенира и ја избива топката во аут. Отстранета опасноста. Лазаров ќе го изведе аутот по левата страна. Стојов сега сртува на спротивната страна кон капитенот Митров. Ја губи топката Митров од Николовски. Интервенција на Андреј Коцевски и ја избива топката во аут. Четвртиот судија Никола Иванов покажува 2 минути судиско надополнување. Ќе гледаме фудбал уште 2 минути во првиот дел. Брегалница води со 2:0. Ја стигнала топка, сепак не. Сепак аут за Слога. Еве кој брз Дарко Додев. Не успеа да ја стигне топката и тоа ќе биде аут за Коцевски по десната страна.
назад Коцевски кон Велиновски. Коцев. Добра топка сега на Коцев кон Пановски таму во дуел со Георгиевски. Георгиевски успешен. Наумов со глава. Рутинирано кон Мартин Стојанов. Стојанов сега ја губи топката Стојанов од Стојов. Бојан Иванов проба да го проигра Бучевски. Сепак топката на крај доаѓа до Бучевски. Повторно Иванов. Интервенција на Кристијан Ацковски беше тоа. Играта продолжува. Велиновски. Уште една минута до крајот на мечот. Ќе пробаат играчите на Слога да направат последна акција во првото полувреме, последна шанса за погодок. Дали ќе успеат во тоа, ќе видиме. Останува уште многу малку време. Аут за Лазаров по левата страна. Лазаров враќа назад таму кон Коцев. Сега Пановски кон Лазаров, ќе има ли центаршут? Центаршут, добар центаршут е тоа кон Иванов. Меѓутоа интервенција на Дарко Стојанов и избива опасноста Додев. Сега предност за Брегалница, суди Ставрев. Османовски меѓутоа можеби и требаше да шутира. Проба да додаде до Додев, ја загуби таа топка и во овие моменти крај на првото полувреме во Виница. По првите 45 минути екипата на Брегалница води против Слога со 2:0. Интересен надпревар следиме во Виница. Во 12-та минута Мартин Стојанов донесе водство на Брегалница од 1:0, додека во 40-та минута Анес Османовски го зголеми водството на Брегалница на 2:0. Сега следува пауза од 15 на минути, а ние повторно се враќаме по 15 минути да го проследиме второто полувреме од мечот Слога Виница Брегалница Штип.